Добре дојдовте во годишниот видеоизбор на Радио Слободна Европа, кој предпоставуваше почитувани дека настаните од почетокот на 2015 ќе одбележат скоро целата година. Ако може да се направи некаков пресек на настаните во светот, тогаш преовладуваат оние што се поврзани со тероризмот, милитантната група Исламска држава и бегалската криза, но исто така и кризата во еврозоната. Да одиме поред во овој избор на настаните во светот во 2015-та. Не минаа 7 дена од се уште новата 2015 година, две исламистички вооружени лица влегоа во редакцијата на францускиот сатиричен дневник Шарли Ебдо во Париз со извиците Аллах Акбар. Беа убиени 17 луѓе. Неделникот претходно објави карикатури на пророкот Мухамед. Кон крајот на јануари во Грција беа одржани парламентарни избори кои ја сменија повеќе децениската политичка слика во таа земја. За прв пат победи левичарската Сириза. Илјадници луѓе излегоа на улиците на Атина да го поздрават нејзиниот лидер Алексис Ципрас. Обраќајќи им се, тој вети крај на болните мерки за штедење од странските кредитори. На 26 јануари тој стана нов премиер на Грција. Тешките борби меѓу украинската армија и проруските сепаратисти на истокот на Украина доведоа на 11 февруари во Минск, Белорусија, да се состанат лидерите на Русија, Украина, Франција и Германија. При тоа беше договорен мировен план за крај на 10-месечниот конфликт во кој загинаа над 5000 луѓе. Двете страни, освен прекинот на огнот, требаше да го повлечат нивното тешко вооружување од линијата на фронтот. На 27 февруари во Москва рускиот опозицијски политичар Борис Немцов беше застрелан во грб. Неговото тело беше оставено да лежи на мостот во близината на Кремљ. Тој беше еден од најголемите опоненти на рускиот председател Владимир Путин и на руската улога во Украина. Властите сугерираа дека можеби опозицијата стои зад неговото убиство за да го претвори во маченик и да ги обедени своите редови. На 24 март патнички авион на Germanwings на лет од Барселона кон Диселдорф се урна во француските Алпи, при што загинаа 150 луѓе. Првичната истрага покажа дека копилотот Андреас Лубиц се заклучил во кабината и намерно го насочил авионот кон планината. Се претпоставуваше дека можеби се работи за терористички чин, но потоа се покажа дека Лубиц имал психички проблеми. По неколку децениско непријателство меѓу Соединетите држави и Куба, председателите Барак Обама и Раул Кастро се поздравија на Американскиот самит, што се одржа на 10 април. Тоа беше символичен гест откако претходно најавија обновување на односите меѓу двете земји. Лидерите на овие земји се нема сретнато уште откако браќата Кастро го соборија од власт проамериканскиот диктатор Батиста, а Куба стана близок сојузник на Москва. Во тешките борби меѓу ирачките сили и милитанти на Исламската држава, градот Рамади на 17 мај падна во рацете на екстремистите. Ирачката армија почнала хаотично да се повлекува од градот во ирачката провинција Анбар. Тоа покажа слабоста на ирачката војска и илјадници луѓе од Рамади беа принудени да ги напуштат нивните домови. Турција се соочи со политички превирања откако владачката партија на правдата и развојот го загуби парламентарното мнозинство на изборите одржани на 7 јуни. Со тоа беа запрени амбициите на председателот Реджеп Тајип Ердоган, кој се надеваше дека ќе добие двотретинско мнозинство во парламентот за да направи измени во уставот со цел да добие повеќе моќ како председател. За прв пат во турскиот парламент влезе и Курдската народна демократска партија. Откако не беше направена влада, во ноември беа одржани нови избори на кои победи партијата на правдата и развојот. Во јули кулминираше грчката економска криза, бидејќи претходниот месец Грција не го исполни долгот спрема ММФ. Грција се најде пред банкрот.
Премиерот Ципрас организира референдум на кој беа отфрлени острите мерки за штедење и тешките реформи, што ги предлагаа странските кредитори. И покрај ваквиот резултат, парламентот ги усвои мерките и го отвори патот за спасувачкиот пакет. Во септември Ципрас победи на воредните избори. Во август почна да се интензивира бранот мигранти од Сирија, Авганистан и Ирак преку Турција кон грчките острови. Поради големиот прилив, грчката влада беше принудена со бродови да ги пренесува во Атина, пошто со возоми им го овозможи патот преку Балканот до побогатите членки на Европската унија. Тоа доведе до тензични ситуации и подигнување на огради на границите, до недоразбирање во унијата околу решавањето на овој проблем. На 30 септември Русија почна воздушни напади во Сирија, во незината најголема воена интервенција во изминативе неколку декади. Со тоа председателот Владимир Путин означи нова фаза во 4-годишниот конфликт во Сирија. Кремљ тврди дека главна цел се позиции на милитантите на Исламската држава, но Западот е уверен дека Москва сака да му помогне на режимот на председателот Башар ал-Асад, која нема поддршката од поголемиот дел на меѓународната заедница. Октомври беше одбележан со терористички напади. Првиот се случи во Анкара, кога во двојна експлозија на еден мировен протест беа убиени над 100 луѓе. За овој најкрвав напад од таков вид во модерната турска историја, председателот Реджеп Тајип Ердоган ја обвини Курдската работничка партија. Неколку дена потоа, руски патнички авион на летот од египетското одморалиште Шарм ел Шејк за Санкт Петербург се урна над Синајскиот полуостров, при што загинаа 224 луѓе. По неколкудневна истрага се покажа дека во авионот имало бомба. Одговорноста ја презеде Исламската држава. Две недели потоа, односно на 13 ноември, Париз, а и светот беше потресен од симултаните напади во неколку делови на градот, при што беа убиени 130 луѓе. Најсмртоносно беше во концертната сала Батаклан, каде што нападјачите со автоматски пушки стрелаа во публиката. Напади имаше и пред стадионот Стад де Франс, каде што се играше пријателскиот меч меѓу Франција и Германија. Повеќето нападјачи беа убиени, а беа извршени неколку рации во Брисел. Нападјачите имале врски со Исламската држава. На 24 ноември Турција собори руски воен авион во близина на границата со Сирија. Анкара соопшти дека авионот постојано го нарушувал турскиот воздушен простор, но Москва го демантира тоа. Рускиот председател Владимир Путин оцени дека тоа е нож во грбот од еден сојузник во борбата против исламските милитанти. Инцидентот ги залади односите меѓу двете земји. You will be inviting Montenegro to begin the process to join us around this table. Во почетокот на декември НАТО ја покани Црнагора да стане членка на алијансата. Тоа, како што беше оценето во Брисел, е потврда дека НАТО ја држи отворена вратата за сите кои имаат желба да му се приклучат. Од друга страна, поканата најде на остри критики од Москва, но и од дел од црногорците кои започнаа протести. Затоа Кремљ побара референдум за овој поттек на Црнагора. Ете, почитувани, ова е само еден од можните прегледи на најважните настани во светот во 2015-та. Вакви прегледи има многу и се различни во зависност од интересот. Во овој преглед намерно се испуштени двата големи светски договора за ограничувањето на иранската нуклеарна програма во замена за олабовување на меѓународните санкции и за ограничувањето на затоплувањето на атмосферата за 2 степена со цел да се спречи глобалното затоплување на земјата. Намерно затоа што допрва треба да се види колку навистина и ќе бидат спроведени. Токму тоа треба да го покаже 2016-та. Нека ви е среќна и нека ви донесе повеќе радости од претходната.